Во месецот посветен секако на машкото здравје, во целиот свет се спроведува настанот Movember, во кој што мажите во ноември оставаат мустеки со цел да се зголеми свесноста за превенција од канцер на простатата. Јасака Македонија исто така го поддржува овој настан и ова утро заедно со доктор Даниел Петровски, специјалист уролог од клиничката болница Аџи Бадем Систина. Детално ќе објасниме за превенцијата, за раната детекција и секако третманот на зголемена простата. Доктор Даниел, добро утро и добро дојдовте во Јасака Македонија. Добро утро. Што представува најпрво простатата? Што представува зголемување на простатата? Па простатата воопшто, представува една мала жлезда која што припаѓа на машкиот репродуктивен систем. Карактеристично е дека таа се наоѓа негде под мочниот меур, ја обвиткува уретрата, односно почетниот дел на каналот низ кој што излегува урината, кај мажите. И карактеристично за нејзе е тоа дека таа со текот на годините, постепено го зголемува својот волумен, така да симптомите и први знаци на заболувањата кои што се поврзани со простатата започнуваат негде околу петата декада од животот. Така да претходно има некои заболувања на простатата кај помладата популација, тоа се воспалителни болести, а останатите, као што е бенигната простатична хиперплазија или па карциномот на простата, се карактеристични дека се јавуваат кај повозрастната популација. После 50-та година? После 50-та година, да. Мажите покасно ќе кажам дека треба да се јавуваат на редовни лекарски контроли кај уролози, за да се открие на време било какво заболување и да може да се отпочне со соодветна терапија. Кои се првите симптоми по кои што можеме да препознаеме дека станува збор за ова заболување? Па првите карактеристично за овие заболувања кои што се поврзани со простатата е тоа дека тие не започнуваат со некаква болка, него постепено се јавуваат симптоми од страна на уринарниот тракт. Тоа се симптоми кои што се врзани со уринирањето, така што мажите на почеток забележуваат дека почесто одат на мокрење. Особено тоа е проблем за ноќното мокрење во текот на ноќта, кога ќе почне да стануваат по 2 пати, по 3 пати. Преку ден симптомите не се толку изразени, односно тие се во движење, така да и не го приметуваат овој проблем. Понатаму се јавува ослабнување на млазот при уринирање, се јавува прекини на мокрење, се јавува осет за недомокреност. Све се тоа симптоми кои што полека им прави проблем на мажите и заради тоа тие веќе почнуваат да се јавуваат на лекар. Во некои исклучителни случаи, ако се работи за карцином на простатата, се симптоми кои што и не се поврзани со уринирањето, ако се работи за некоја поодмината фаза, каде што се јавуваат болки по коските и кога ќе почне да се прават исследувања и испитувања, се докажува дека примарно се работи за откриен карцином на простата. Така да различни се симптомите, меѓутоа е карактеристично дека тие постепено се јавуваат. Кои се ризик факторите за појава на канцер на простатата? Па ризик фактори карактеристично за карциномот на простата е дека и тој исто така во клиничката слика на почеток започнува како обична хиперплазија на простата. Исто така се овие дизурични тегоби кои што се појавуваат. Меѓутоа, како ризик фактори, како кај секој карцином постојат некои ризични фактори, инаку не се знае точно која е причината за појавата на овој карцином. Инаку тука исто така спаѓа возраста. Карциномот на простата е врзан за повозрастната популација, над 60-70 година од животот. Така, например, правени се испитувања на аутопсии кај луѓе, кај мажи, каде што е докажан карцином на простата кај оние лица кај што е правена аутопсија на 80 годишна возраст, 80% на биоптичниот материјал се работи за карцином на простата. Тие луѓе живееле со тој карцином, а починале од некоја друга причина. Тука во ризик факторите спаѓаат на некој начин генетска некоја предиспозиција, понатаму зголемената телесна тежина, начинот на живот, односно користење и консумирање на нетермичко обработено месо, на оние црвени меса што ги викаме, понатаму користење на поголема количина на масти од животинско потекло, сексуално преносливи заболувања кои што биле почести, например, во помладата возраст,
така да расната припадност, например, кај белата раса е почесто овој карцином, кај црната раса е поредок. Исто така е карактеристично за карциномот дека се јавува повеќе кај повисоко развиените земји, например, како Америка, Канада, Северна Европа, додека, например, во Азија, во Мала Азија, например, во Африка овој карцином е поредок. Исто така, начинот на живење, например, има правени се испитувања, например, на јапанци кои што живееле во Јапан и во Америка. Значи, оние кои што се во Јапан карциномот на простата бил поредок, за разлика од оние кои што живееле во Америка, значи кај што, иста таква популација, меѓутоа таму живее и таму е почесто овој карцином. Така да начинот, стилот на живење исто така предизвикува, значи е некој предиспозирачки фактор за појава на овој карцином, меѓутоа сепак точно, значи не може да се одреди некоја причина која што директно би влијаела за појавата на За карцином. појавата секако на карциномот на простатата. Докторе, како се диагностицира и кои се третманите за негово лекување? Па и за бенигната простатична хиперплазија и за карциномот на простата е карактеристично дека мажите треба да се уват на редовни контроли кај уролог. Тоа се контроли, значи, веќе над 50-та година, еднаш годишно или еднаш на 2 години, кај што треба да се прават одредени лабораториски следувања, понатаму ехосонографија и многу битен е тој дигитален ректален преглед, значи, со кој што преглед директно се напипува простатата, значи, така што може определени болести кои што не можеле да се откријат со други испитувања, да се откријат со овој преглед. И во некои исклучителни случаи, значи, се прави испитување компјутерска томографија, магнетна резонанца, и ако веќе постои сомнение за карцином на простата, тогаш, значи, дијагнозата крајна се поставува со биопсија на простатата, која што се прави во локална анестезија, например, и така, и на тој начин се докажува ако се работи карцином и понатаму, значи, се започнува со третманот на овие болести. Ке направиме кратка пауза, ќе продолжиме по временската прогноза која што веќе е во 8 часот предвидена да ја проследиме за најновите промени кои што ќе се однесуваат во текот на денешниот ден во однос на временските прилики или пак неприлики. Веднаш потоа ќе продолжиме со разговор со доктор Даниел Петровски на тема зголемена простата. Од студиото за временска прогноза продолжуваме со разговор во студиото на САК Македонија со доктор Даниел Петровски, специјалист уролог на тема зголемена простата. Оном каде што застанавме е видовите на третман, односно кон кои видови тераписки методи треба да се пристапи откако ќе дојде до зголемување на простатата. Па сега, значи, бидејќи тука се работи за два вида, значи за две заболувања на простатата, долку се работи за бенигна простатична хиперплазија, значи, као што реков, кога доаѓа до зголемување на простатата со текот на возраста, значи има една група пациенти кои што имаат благи симптоми, кај кои што е потребно само следење на состојбата. Значи тие треба да се уваат редовно на уролог, да се прават прегледи. Значи тука спаѓа одредување на туморскиот маркер ПСА, понатаму ехо на уринарниот тракт и овој преглед, дигитален ректален преглед, како што реков. И тие пациенти треба да се следат. Има друга група на пациенти кои што имаат средно и силно изразени симптоми и за нив веќе е потребно, значи, да се започне со соодветна терапија и стално на почеток се започнува со медикаментозен третман. Значи тука има одредени лекови кои што едни се на природна база, други се припаѓаат во група на алфа блокатори и карактеристично за сите нив е што тие може да се зимаат, значи се зимаат без прекид. Значи таа терапија може да трае со години се, додека пациентите, значи, не дојдат до влошување на нивната клиничка слика. И трета група на пациенти се оние кои што веќе е потребен оперативен третман. Има различни видови на операции, значи она класична, значи стара метода кај што трансвезикално, значи отворена хирургија кај што се оперира простатата, која што е карактеристична за поголеми простати, по волумен. И има уште една друга метода која што е исто се употребува некаде во последните 20 на години, тоа е трансуретрална резекција на простатата, каде што има отстранување, значи, на простатата преку каналот, преку уретрата. И поновите методи, од кои што најдобрата сигурно е ласерската терапија, значи, кај што се употребува ласер,
Ние, например, во нашата болница го имаме тој грин ласер, кој што припаѓа последната генерација на ласери за третман на ова заболување. И карактеристично е тоа што треба да се одреди, значи, точно кој пациент со која метода најдобро би се оперирал, така што, значи, со сите претходни испитувања се одредува, значи, во која група, со која метода, со кој тип на операција истиот би можел да се оперира и на тој начин да дојде до отстранување на простатата и со тоа до ослободување од симптомите кај пациентот. Карактеристично е тоа е, значи, за бенигна простатична хиперплазија, додека друга група се нормално пациенти кои што се со карцином на простата диагностициран и таму постојат различни, значи, варијанти на терапија, исто така со започнување со хормонална терапија, значи кај пациенти кои што не може да се оперира, да се подложат, значи, на оперативен третман. И од оперативните третмани тука спаѓа, значи, радикалната простатектомија, класична операција, лапароскопската простатектомија исто така и најсовремен третман е робот операциите, значи каде што исто така со помош на робот техника се отстранува простатата. Така да тоа е во однос на терапијата на овие две видови, тераписките методи. Како што споменавте, веќе во Македонија е достапна ласерската метода. Можеме ли накратко да се осврнеме на како се изведува оперативниот зафат, а веќе да направиме споредба со ласерски третман? Ласерската терапија, значи употребата на зелениот ласер се употребува исто така преку каналот, преку ретрата кај мажите, значи со специјален инструмент нормално, ендоскопски со ласерско влакно, значи кое што се става во тој инструмент и каде што се прави, значи, оперативниот третман на простатата со една метода со вапоризација на простатичното ткиво. Значи, простатичното ткиво едноставно исчезнува, значи тоа се гори, да кажам, на некој начин со овие ласерски влакна. И карактеристично е тоа што за овој третман, значи, тој се употребува за простати кои што не се многу големи, значи треба да се одбере кој пациент би одговарал за оваа метода, каде што имаме време траење на интервенцијата, значи се скратува. Понатаму време траењето на лежењето во болници исто така овие пациенти е намалено. Ослободување на уринарниот катетер, веќе некои го вадат катетерот истиот ден кога и операцијата, некои следниот ден. Крвозагубата е многу помала, например, него ли овие другиве техники. Пациентите за многу пократко време доаѓаат во нормална функција, значи со сите нормални животни активности. Исто така ласерската терапија, значи компликациите кои што се поврзани со овие претходниве други операции се многу намалени, тоа е стеноза, стеснување, значи, на уретрата. Понатаму во однос на еректилната дисфункција, значи многу е помал процентот кај овие пациенти со ласер терапија. Појават исто така на ретроградна ејакулација, исто така кај овие пациенти е нешто намалена, така да си има своји предности нормално. Така да, меѓутоа сепак треба да се одбере кој пациент најдобро, значи, со која метода би можел да се оперира, со која техника. Поради тоа што причините за канцерот не се познати за неговата појава, како што споменавте претходно, не постои дефинитивен начин за да се спречи настанувањето на канцер на простатата. Кои се оние совети кои што би ги упатиле до мажите, 40-та, 50-та, па и 60-та година, за да се заштитат на време? Па тоа е тоа што, како што спомнав, значи над 50-та година веќе обавезни се овие редовни прегледи на уролог, значи еднаш годишно или еднаш на 2 години. Значи одредувањето на тој туморски маркер, значи кој што на почеток веќе не усмерува, значи дали има некакво сомнение за некакво карциномско заболување на простатата или не. Исто така овие дигитални ректални прегледи кои што мора да ги прави, значи, уролог. А понатаму и останатите, како што реков, значи ехото на уринарниот тракт и кај сите нејасни случаи, значи се прават и компјутерски испитувања или магнетна резонанца. А се разбира доколку постои, значи, сомнение за карцином, значи да се прави биопсија на простата. Тоа е инаку во однос на начинот, значи, на исхрана и слично. Има некои совети, значи, кај што се препорачува, значи, да се користи повеќе, например, риба во исхраната, да се користат доматите, например, калинката, свежото овоше воопшто, а употребата на, како што реков, преска, значи, на тоа црвено месо не добро термички обработено,
овие масти од животинско потекло да се намали нивната употреба, исто така користењето на алкохолните пијалоци, особено овие обоените пијалоци, што се така да тоа се некои препораки во однос на исхраната, значи. Меѓутоа, сепак дефинитивно не може да се одреди точно што највеќе влие на тоа, така да со овие редовни прегледи би требало да се открие заболувањето и што порано да се започне со соодветна терапија. А дали мажите во Македонија редовно посетуваат уролог? Па сега во последните години почести се овие прегледи, значи доаѓаат пациенти во амбуланта кои што и немаат некакви проблеми во однос на уринарниот трак, во однос на уринирањето и така, меѓутоа доаѓаат чисто да се направат овие прегледи, така да, значи, се зголемува и свеста кај машката популација дека треба да се јави како жените што се јавуваат на гинеколог, така и мажите на уролог. Така да мислам дека полека постепено, значи, се подобрува свеста на повисоко ниво, а се разбира тука и медиумите, значи електронските медиуми, пишани медиуми и така натаму многу влијат за ваквиот начин, значи на пристап сега на машката популација, значи на овие прегледи. И секако за доволна едукација, доколку не се запознаени доволно, не само со симптомите на зголемена простата, секако и со појавата на канцер, преку ваквите гостувања, нашите разговори, доволно да се информираат. Па да, Доктор Даниел, ви благодарам за овој утренски разговор. Секако се надевам дека и во овој месец, но и во останатите, мажите ќе бидат запознаени, информирани и секако ќе се упатат кон нивниот уролог да си го направат редовниот преглед. Фала на поканата.